Здраво на сите и добре дојдовте во уште еден влог во кој патуваме со Ташето и воедно уште еден влог во кој Ташето е придружуван од Јове. Јове кој исто така снимаше со неговата камера, па ми ги даде неговите снимки за да направиме едно видео. Патуваме за Воден, покрај Островско езеро, ќе поминиме низ селото Баница и кон Воден и паркот на водопадите во Воден, бидејќи Воден има прекрасни водопади. А тука сега се движиме кон граничниот премин Меджитлија, до кој од Битола имаме 15 км и потоа од граничниот премин до Воден, според рутата која што ние ќе возиме, имаме 80 км. Така да целосната вкупна должина која што ќе ја извозиме на одење е 95 км. Веќе ја преминавме границата, влеговме во Грција и се разбира тука сега влегуваме во селото Негочани, селото во кое мора да влезете доколку не возите по автопат. А ние не возиме по автопат, па затоа мораше да одиме низ селото Негочани. Од селото Негочани сега следна станица, да речем попатна, ние и селото Баница. Селото Баница исто така го имате видено во повеќе мои видеа. Едно убаво село, македонско село, исполнето со македонско население. И сега тука сме во селото Баница, од десната страна ја гледаме селската црква на селото Баница, а ние се движиме сега од Баница за Острово. Тука патот е едноставно прекрасен, доколку одите со мотор за Воден, да не одите по првичниот пат кој Google Maps веројатно ќе ви го даде, по магистралниот, по автопат и по магистралниот пат, бидејќи овде едноставно ќе пропуштите премногу. Еден пат исполнет со зеленило, со добри погледи и со вистинско уживање. А во Воден ние каде што одиме кај паркот на водопадите, каде што ќе видиме еден водопад на градот Воден. А инаку водопадите во градот Воден се создадени во 14 век, односно пред околу 600-700 години и наводно настанале поради земјотрес кој предизвикал одредени карпи да напукаат, при што почнала да се излева вода од езеро кое што тогаш се наоѓало во западниот дел од градот, а сега го нема. Па така настанале и водопадите. Порано имало 11-12 водопади, но сега останале само 7 водопади, од кои само 2 се достапни за посетители, односно за нас луѓето.
Тука завртуваме лево за воден, а инаку верувам дека ќе ви се допадне ова видео, едно интересно, исполнето со прегледот низ очите и низ моите и низ на Јове, бидејќи се комбинирани снимките и од неговата камера и од мојата камера, па гледате клавам сцени од истите места, но од негова гледна точка и потоа од моја гледна точка или обратно. Се наоѓаме на околу 10 километри од Воден тука веќе. Воден градот во кој сум поминал покрај него 100 пати, но во него никогаш не сум влегол, па ова беше моје прво одење. И бев буквално многу пријатно изненаден, едноставно дивот ми се зеде бидејќи беше доста сретен град и со реката и тука кај водопадите едно прекрасно пријатно место за уживање. Таму десно ја гледате таблата на која пишува Едеса, односно грчкиот надпис за Воден. А ние сега сме тука веќе влезени во градот Воден. Ова е инаку реката Вода, таа е реката која што тече низ градот Воден. А ние сега веќе се наближуваме до паркот на водопадите, каде што мислам дека буквално ќе уживате во прекрасните кадри, а ние бевме многу прекрасно изненадени со една македонска песна од еден човек кој случајно свиреше. Човекот прво ни зборна на грчки, потоа ние здраво му рековме на македонски нормално и тој веднаш почна на македонски да ни зборува и кога отидовме да ги погледнеме водопадите, тој почна да ја свири македонско девојче, едноставно беше прекрасно за слушање. А тука јас би сакал да ви се заблагодарам што го гледавте овој влог, се надевам ви се допадна и уживавте, а останете поздравени до нареден влог и чувајте се. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк и слободно претплатете